Многу кратко. Господине вице-премиер, да, и од она што јас го знам, болниците, прочистителните станици не смеат да бидат исклучени од електрична енергија, односно да бидат оставени без струја од страна на предпријатијата кои што доставуваат до нив струја, односно треба да бидат заштитени од државата. Меѓутоа, оно што ме плаши и мене, а ќе речам сигурно и граѓаните, е се почестите повици секојдневно на медиумите од страна на директорите, односно менеджерите на болниците во државава, кои што бараат помош од владата во врска со високите сметки за струја кои што им стигнуваат и од оние кои што го потенцираат, односно се надеваат дека ќе најдат на помош од владата и нема да бидат исклучени од мрежата. Добро, може би не ве интерпретирав точно во моето излагање. Еве сега се обидов да запишам како се искажате. Викате негативните информации, негативниот тон и лагите влијаат на негативно психолошкото однесување. Добро. Добро, јас токму заради тоа во моето излагање уште на почетокот реков дека ќе се задржам и главно ќе читам информации и податоци кои што беа излезени во медиумите, така да се надевам дека не се лаги. Или ако се лаги, тогаш како власт треба да бидете потранспарентни кон медиумите и да имате подобра соработка со нив. За разлика од земите во регионот, велите набавуваме јаглен по пониски цени, меѓутоа и вие и менеджерите на, повторно ќе речам, нови институции, секогаш кога ова го потенцирате, заборавате да кажете дека јагленот, за жал, не е па кој што сега го набавуваме, е со многу помала калорична вредност и енергијата која што ја испушта е пониска, односно се работи за понеквалитетен јаглен, па токму заради тоа и дополнително се врши од страна на државата и набавка на мазут. И господине вице-премиер, зошто се сомневаме во се, односно во секоја кризна состојба? Сега колегата ми спомена дека вие велите да имаме прогласено кризна состојба во случај да не се доведеме во ситуација да треба да се преземе нешто, односно да не има случај на хаварија па да треба да се интервенира, еве јас да напоменам дека ние во ваква криза се наоѓаме од 9.11.2021 година, значи континуирано сме целиот овој период. Молам? Да. И па сега сакаме да ја продолжиме, значи ние цело време сме во кризна состојба. И зошто велам сте нетранспарентни како власт и зошто бараме известување за што биле потрошени средствата во време на оваа криза. Господине министер, ние во парламентот сите пратеници кога беше корона кризата изгласавме овдека еден заем кој што го зедовме од ЕБОР во вредност од 90 милиони евра. И власта беше обврзана да даде и извештај до собранието, до парламентот за тоа како се трошат овие средства. Меѓутоа, еве, ние сме веќе при крај на 2022 година, немаме одговор ни ние, а ни јавноста, односно граѓаните на Република Македонија, како се потрошени овие 90 милиони евра, ама повторно можевме да видиме последниот месец како менеджери на одредени компании, односно едни од врвните луѓе на власта, со заемов од ЕБОР, за кој што повторно ќе речам гласавме сите пратеници во собранието, тие си купувале коли и тоа можевме да видиме дека така по некои барања нивни биле со кожи, можи и не знам какви уште други перформанси. И уште еден друг пример кој што пак можевме да го прочитаме во медиумите и мене лично ме здоболе заради тоа што мојот град беше спомнат за повторна злоупотреба на средствата во време на корона кризата. Замислите, еден корона тест во Скопје се купувал по 130 денари, при Лепската болница го плаќала по 430 денари. Значи има поголем број на вакви примери кои што целата јавност ја тераат да мисли дека зад сиве овие кризни состојби има некои задкулисни игри, заради тоа што од ден во ден се открива некаква злоупотреба на јавните средства кои што биле обезбедени за да се функционира во нив во една од кризните состојби кои што во моментов ги имаме 4 во држава. Ви благодарам.
Благодарам. Следен за збор е пратеникот Петар Истевски. Повелете.